Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог на станите кои го одбележаа денот. Општина Кавадарци реализира проект за подобро водоснабдување за жителите во село Сопот. Градоначалникот Митко Јанчев заедно со председателот на Совет на општина Кавадарци доктор Стојан Чарамов и служби од локалната самоуправа беа во увид на реконструираната главна водоводна линија со вкупна должина од 6 км и цевки со профил FI100, почнувајќи од Западен булевар до влез во село Сопот. Со оваа реконструкција се овозможи зголемена сигурност на системот, намалување на загубите на вода и модернизација на комуналната инфраструктура. Во изминативе 4 години село Сопот, кој што претходно цело беше село реконструирано со внатрешната линија водоводна, атмосферска линија се вгради исто, се вградија нови водомери. Можеме да кажеме слободно дека загубите на вода драстично се намалија во село Сопот. Имајќи во предвид дека оваа линија токму што денеска ја презентираме, со должина речиси од 5000 метри, дуктилни цевки, едни од најквалитетните цевки, кои што токму тука од Западен булевар, 5000 метри до село Сопот е главната цевководна линија за водоснабдување. И беше во поодинети години, сега се направи да ова биде со дуктилна цевка и биде комплетно нова линија каде што ќе добијат и поквалитетна вода, под голема длабочина за и самата вода да биде и поладна преку летните периоди и заштитена. Меѓутоа и загубата на вода, доколку постојала во старата линија, а имаше детектирано, веќе нема да има. Со општина Кавадарци драстично ги намалува потрошувачите на вода, го зголемува квалитетот на водоснабдувањето и го зголемува и квалитетот на самата вода. Гледаме што се случува низ државата со водоводите. Општина Кавадарци можеме да кажеме дека е една од најдобрите општини, вклучувајќи од 2012 наваки со реконструкцијата комплетна на сите главни цевководи, на градењето на скада систем, на дополнителен систем за вода од 80 литра во секунда и можем да тврдам и да кажам дека во изминативе 8 години Кавадарци, покрај тоа што веќе над 3000 нови приклучици има добиено за вода во села, рурални средини и други населби, нема воопшто рестрикција за вода, нема намалување на притискот и има многу минимални дефекти каде што гледаме да ги решиме во било кое време од денот, за да луѓето не останат без вода, една основна работа која што е неминовна. Така да јас можам лично да благодарам на Министерството за транспорт и врски. Ова инвестиција преку Министерството за транспорт и врски од 37 милиона денари и за наредните 50 години ова линија ќе биде безбедна линија за снабдување на село Сопот. При посетите кои редовно како локална самоуправа ги имаме со сите жители на општина Кавадарци, една од забелешките на жителите на село Сопот беше да во горниот дел на село Сопот, односно во горно мало како што тие велат, има проблем со водоснабдувањето. Има проблем со водоводната линија која беше од минатиот век градена и токму на иницијатива на жителите на село Сопот, општина Кавадарци со Министерството за транспорт и врски се направи една прво физибилити студија, а потоа проекти денеска наша реалност, а тоа е 5000 метри со FI100 коригирани цевки да се подобри водоснабдување со една нова линија која во наредните 2 до 3 декади ќе му служи на жителите на село Сопот. Инвестиција од 35 милиони денари од Министерството за транспорт и врски и се надевам дека овој проблем во водоснабдувањето ќе биде решен во наредните 2 до 3 декади, каде што заедно жителите од село Сопот ќе овозможи да посебно во овој летен период каде што потребите за вода се многу поголеми, да се реши овој проблем. Село Сопот е една урбана средина која што во изминато локалната самоуправа возможи една нова спортска сала во вредност од 20 милиони денари, нов клон за детска градинка кој ќе овозможи на најмладите жители од село Сопот да го користат детската градинка како клон од нашата детска градинка Рада Поцева, потоа решавање водоснабдувањето, потоа комплетно ново асфалтирање на целата улица Маршал Тито, така да во општина Кавадарци во изминатите 8 години во село Сопот прилично како локална самоуправа издвои значаен дел од нејзиниот буџет. Впрочем, тоа е средина која заслужува
И како сите други даночни обврзници во нашите рурални средини, иако не би можел да речам дека рурална средина село Сопот, затоа што во изминатите период прилично многу се вложи. Прилично се вложи и во спојувањето на мостот од село Марена према село Сопот. Тоа е преку вториот повик на грантот на унгарскиот заем на влада на Република Македонија, и сметам дека овие благодети овозможуваат да нашите даночни обврзници воопште не ги поделиме дали се на рурална средина или во централно градско подрачје. Општина Кавадарци нивниот денар подеднакво го цени и подеднакво го вреднува. Нека Ирлија, нашите жители на село Сопот ќе бидат горди со овој последен проект на водоснабдувањето, и воедно ги повикувам, доаѓа октомври месец, се формираат новите месни и селски заедници, нека размислуваат што е потребно како локална заедница да го вметниме во градење за до година, за 26 година. Еден апел во овие 2 до 3 месеци да се сконцентрираат на тоа, каде што во наредните 2 до 3 месеци мора да ги детектираат нивните потреби, кои заедно со локална самоуправа ќе ги вложиме во програмата за градење на комунална изградба за 27 година. Така да сметаме дека сме со заеднички подадена рака на прав пат, нека Ирлија и нека се користи само за убаво и за добро. Започна отстранувањето на склонопадни објекти. Општина Кавадарци и јавните комунални предпријатија ќе отстранат 20 вакви објекти кои со години ја загрозуваат безбедноста. Започна отстранувањето на склонопадните објекти во Кавадарци. Од денеска започнува реализацијата на акцијата за отстранување на 20 склонопадни и дотраени објекти кои со години представуваат опасност за безбедноста на граѓаните. Со поддршката на општина Кавадарци и јавните комунални предпријатија, овие објекти ќе бидат урнати во наредниот период, со што ќе се отстранат потенцијалните ризици и ќе се овозможи побезбедна, поуредена и поурбана животна средина. Ова е уште еден конкретен чекор во решавањето на долгогодишните проблеми и потврда дека безбедноста на граѓаните останува врвен приоритет на локалната самоуправа. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци продолжува со реализација на инфраструктурни зафати во населените места. Во село Бегниште во тек е изградба на подпорен ѕид и дислокација на дел од фекалната канализација, по барање на местната заедница, а со поддршка и одобрение од локалната самоуправа. Со овие активности се создаваат побезбедни услови за жителите и се унапредува комуналната инфраструктура во селото. Јавното предпријатие Комуналец и понатаму останува посветено на реализација на проекти кои произлегуваат од потребите на граѓаните, со цел подобар квалитет на живот во секое населено место, велат од локалната самоуправа. Територијалната противпожарна единица Кавадарци вчера имаше исклучително динамичен ден. Покрај ситните интервенции низ градот и околината, гасеа и голем пожар во близина на селото Камен Дол. Припадниците на територијалната противпожарна единица Кавадарци вчера има исклучително динамичен ден со повеќе интервенции на различни локации. Во текот на вчерашниот ден успешно интервенира на голем пожар на Западен булевар, а потоа 2 противпожарни возила и 2 екипи беа на терен каде се бореа со голем пожар на потекот кај Макарија пред селото Камен Дол. Поради силниот ветер, огнот се проширил на поголема површина, што дополнително ја отежнал интервенцијата. Паралелно со гаснењето на пожарите, пожарникарите интервенирале и поради повеќе паднати дрвја, предизвикани од невремето, како и при пожар на запалена перална. Професионалноста, пожртвуваноста и брзата реакција на припадниците на територијалната противпожарна единица Кавадарци уште еднаш потврдија дека безбедноста на граѓаните е нивен највисок приоритет. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со превентивна и едукативна акција во Кавадарци. Акцијата беше во рамките на кампањата Безбедно на мотор и заврти на сигурно. Во текот на вчерашниот ден, во рамките на кампањата Безбедно на мотор
и заврати на сигурно, во Кавадарци беше реализирана превентивно-едукативна активност насочена кон возачите на мотоцикли, велосипеди и тротинети. Учесниците во сообраќајот добија едукативни материјали со пораки за важноста од носење на заштитна кацига и препораки за безбедно учество во сообраќајот, а оние кои не ги почитуваа правилата беа опоменати и советувани од представниците на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кавадарци. Реконструкција на градинките во руралните средини во Неготино. Старите дрвени врати и прозорци со овој проект се заменети со ПВЦ елементи. Во детската градинка Фемо Кулаков од Неготино, во руралните средини, конкретно во селата Криволак, Пепелиште и Тремник, заменети се дел од старите дрвени прозорци и врати со нови ПВЦ елементи. Со оваа санација, објектите се целосно уредени со ПВЦ елементи. Средствата во износ од 217.226 денари со пресметан ДДВ беа обезбедени од сопствени приходи. Оваа инвестиција носи поголема функционалност во секојдневното работење во градинката. Форумска сесија за јакнување на општинските совети фаза 2 во Росоман. Граѓаните ќе предлагаат и на крај ќе изберат проект што ќе придонесе за развој и подобрување на квалитетот на животот во општината. Општина Росоман ги повикува сите заинтересирани граѓани, представници на местните заедници, граѓанските организации, јавни институции, бизнис секторот, младите, жените, лицата од ралниви категории и сите останати заинтересирани страни да земат активно учество во форумите во заедницата кои се реализираат во рамките на проектот за јакнување на општинските совети фаза 2. Првата форумска сесија ќе се одржи на 23 јули, четврток, со почеток во 19 часот во малата сала во Општинското основно училиште Пере Тоше во Росоман. Форумите во заедницата представуваат партиципативен процес преку кој граѓаните ќе имаат можност да предлагаат идеи, активно да учествуваат во нивното разработување и преку јавни консултации заеднички да изберат еден проект што ќе придонесе за развојот и подобрувањето на квалитетот на животот во општина Росоман. Главна тема на форумскиот процес е социјалната инклузија, во чии рамки ќе може да се предлагаат и разгледуваат проекти од повеќе области од јавен интерес, согласно целите на програмата. Предност ќе имаат проекти што обезбедуваат поголемо социјално влијание, создаваат еднакви можности, поттикнуваат партнерство помеѓу граѓаните, организациите и институциите и се одржливи и по завршувањето на нивното финансирање. Еден од проектите што ќе биде предложен и избран од граѓаните ќе може да биде финансиран со средства од фондот во износ од 15.000 американски долари, обезбедени во рамките на проектот за јакнување на општинските совети фаза 2, финансиран од швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, а кофинансиран и спроведен од Програмата за развој на Обединетите нации UNDP. За реализација на избраниот проект, Општина Росоман ќе обезбеди кофинансирање во висина од најмалку 20% од вкупната вредност на проектот, согласно правилата на програмата. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија доктор Венко Филипче денеска беше во посета на Гостиварот, каде што порача дека во време кога институциите потфрлаат, СДСМ е меѓу граѓаните за да им помогне на оние на кои помошта сега им е најпотребна. Очигледно е дека со оваа власт на Христијан Мицковски и неговата организирана криминална група повеќе нема прашања у сферата на политичката или моралната одговорност, очигледно дека се во прашање елементарните човекови права, граѓански права, тоа е правото на здравје и во тој контекст здравата почва, здравата вода. Нашата посета денес на Гостивар
Нема за цел да го политизираме прашањето, како што ВМРО сака да не обвини, имаме за цел да им помогнеме на неколку категории граѓани кои никој не ги прашува како се, дали им е потребна некоја помош, и затоа со неколку пакети помош денеска посетивме повеќе семејства на социјално загрозени категории на граѓани, постари луѓе, пензионери, и тоа ќе продолжиме да го правиме и во следните денови. И уште една многу важна работа, а тоа е да поставиме неколку многу битни прашања, нешто за тоа што се случувало изминатиот период и чија одговорноста за работите кои што се случувале и што сега се случува, односно како може да се спречи и дали се заканува уште поголема катастрофа од тоа што сега се случи во Гостивар. Имено зошто не се испитувала водата секој ден. Зошто квалитетот на водата, Центарот за јавно здравје, не го испитувало секој ден. Понатаму, зошто кога се случил наплив на пациенти во болницата, не се истражило добро на што се должи тој зголемен број на пациенти во болницата, па можело уште порано да се реагира. Зошто ништо не се направило од страна на здравствените власти да се изменаџира прашањето епидемиолошки, да се анализира од кај доаѓаат симптомите, на што тие се должат. Понатаму, за периодот денеска и во следните денови. Кој сега ја менаџира состојбата кога нема директор на јавното предпријатие? Следно, како сега функционираат рестораните, со каква вода се мијат чиниите, приборот за јадење. Со каква вода се користат рестораните во кои што има масовни собери, а тоа се свадби, многу атрактивни во овој период. Гледаме дека е забранета водата за користење, има некоја препорака да се користи техничка вода. Која е таа техничка вода? Од каде рестораните ја носат? Од каде граѓаните ја носат и ја користат? Кој ја проверил таа техничка вода? Зошто е ова битно сега во овој момент? Поради тоа што ако и сега се користи неисправна вода, се заканува уште поголема опасност, а тоа е труење со храна. Поради тоа што ако храната не се мие и не се третира соодветно, ќе има труење со храна. Следно, болеста на нечисти раце, хепатит А. Ако сега повторно се користи неисправна храна, има ризик од нова болест, нова епидемија. Тоа се прашања од јавен карактер, од јавен интерес. Не може здравствените власти, Министерството за здравство, министерот, премиерот да молчат по овие прашања. Треба јавно да ги објават резултатите од контролата и сите параметри на водата. Како биле, во кои денови, тоа никако не ја загрозува истрагата, како што сака да се оправдаат. Нема што да загрозува истрагата, бројките се тие, фактите се тие. Органите нека си постапуваат, ама граѓаните мора да знаат. Затоа што и човеково право едно е вистински, навремен пристап до јавна информација, поради тоа што граѓаните мора да знаат. Имено оставени во оваква ситуација, кога овој систем го менаџира само малата група на луѓе околу Христијан Мицковски, граѓаните се оставени на себе да се справуваат со последиците од тој страшен систем. Пратеничката група на Левица денес поднесе предлог закон за изменување на законот за вино, со кој се брише одредбата што им овозможува на откупувачите законски да ја намалуваат минималната откупна цена на винското грозје за до 8%. Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, оваа пресконференција свикавме со цел да ви информираме дека пратеничката група на Левица поднесе предлог за изменување на законот за виното. Со овој закон се утврдува минимална откупна цена на винското грозје, што е добро, ама во истиот закон постои можност од купците на винското грозје таа цена да ја спушта до 8% од таа утврдена цена, доколку цената ја плаќаат во целост, односно доколку не плаќаат на рати. За споредба, лозарите кога плаќаат цена за наводнување на своите лозови насади, никој нив не им дава цена за наводнување намалена до 8% само затоа што не плаќаат на рати. Лозарите кога купуваат ѓубриво за своите лозови насади, никој не им
дава цена намалена за тоа ѓубриво за 8% затоа што не го плаќаат ѓубривото на рати. Лозарите кога купуваат препарати за третирање на своите лозови насади, исто така никој не им дава цена за тие препарати намалена до 8% од утврдената цена само затоа што не плаќаат на рати. Согласно ова и од овие причини не постои разумна причина во законот да постои можност од купците на винското грозје да ја намалуваат законски утврдената цена до 8% само затоа што не плаќаат на рати. Целта на предложените законски измени се токму тоа, таквата законска можност да се отстрани и од купците на винското грозје да имаат поголема обврска да се држат до законски утврдената минимална цена која што е утврдена во форма на заштитен праг. Владата останува посветена на создавање поефикасен, поправеден и посоцијално одговорен систем, порачаа на денешната пресконференција од владејачката ВМРО ДПМНЕ. Приоритет на владата уште од самиот почеток на мандатот е унапредувањето на системот за социјална заштита. Иако беше наследен системски проблем во начинот на функционирање на системот за социјална заштита, истиот е целосно реформиран преку воведување ново софтверско решение за интегрирано администрирање на паричните права, социјалните услуги и јавните овластувања. Новиот систем им овозможува на стручните лица во центрите за социјална работа дигитализирана алатка за целосно следење на состојбата и ризиците на секое домаќинство. Со тоа се надминува досегашниот модел на поединечно администрирање и се воспоставува социјална политика заснована на реална проценка на потребите и ефикасна поддршка. Во тек е и преиспитување на условите за остварување на правото на гарантирана минимална помош и правото на социјална сигурност. Резултатите од оваа постапка ќе покажат дали постојат пропусти во законските решенија донесени од претходната власт, како и евентуални злоупотреби, врз основа на што ќе бидат подготвени соодветни законски измени. Паралелно се работи на воспоставување унифициран систем за проценка на попреченоста, а во финална фаза е и подготовката на законот за вработување на лица со попреченост. Склучени се над 80 управни договори со општини и лиценцирани даватели на социјални услуги за обезбедување услуги во домот и во заедницата. Истовремено, континуирано се проширува мрежата на даватели на социјални услуги со цел унапредување на конкуренцијата и квалитетот на услугите. Откочен е и процесот за полагање на стручниот испит за негуватели и воспитувачи, долгогодишен проблем наследен од претходната власт, кој го попречуваше функционирањето на институциите и професионалниот развој на кадарот. Еден од приоритетите на владата уште од почетокот на мандатот беше линеарното зголемување на пензиите за сите пензионери. Оваа мерка е целосно реализирана, при што пензиите се зголемени за 7.000 денари за над 330.000 пензионери. Паралелно се реализираат активности за зголемување на капацитетите за згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст преку изградба на нови и реконструкција на постојните детски градинки. Со овие инвестиции е предвидено зголемување на капацитетот за дополнителни 3515 деца на ниво на целата држава. Почитувани, спроведените реформи и реализираните мерки се доказ за посветеноста на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ кон создавање поефикасен, поправеден и посоцијално одговорен систем. Преку конкретни резултати и континуирани инвестиции се поставуваат темелите за подобар животен стандард и посигурна иднина за сите граѓани. Продолжуваме со вести од спортот. Кошаркарската федерација не им даде лиценци на 3 скопски клуба. Маđари експресно реагираше и го подмири во целост долгот кон федерацијата. Раководството на Кошаркарската федерација на Македонија остана на ставот дека клубовите кои нема да ги подмират финансиските долгови до 15 овој месец нема да добијат ниту лиценца за настап во Суперлигата. ТФТ, Маđари и Чаир се трите тима кои не ги исполниле првиот од неколкото услови кои ги постави куќата на кошарката. Согласно правилата, трите тима ќе имаат право на жалба до апелација. Сепак, за таа да ја добие потребната тежина,
ќе мора да содржи доказ дека долгот кон Федерацијата е исплатен. Но ова не е единствениот услов за настап во највисок ранг на надпреварување. Секој тим треба да има пријавено најмалку 2 младински екипи, да има пријавено сала која ги исполнува условите за настап во Суперлигата, како и да обезбеди официјални лица, како лекари и останати неопходни лица. Покрај долговите, младинските тимови и салите, секој клуб мора да приложи доказ за минимален буџет за плати на играчите од 100.000 евра. Во спротивно, повторно ќе го загуби местото во Суперлигата. Многумина се прашуваат што ќе се случи доколку на ТФТ Чаир и Маџари им бидат одбиени жалбите како неосновани. Во Федерацијата се подготвени на сите сценарија. Нема да представува никаков проблем доколку лигата во новата сезона брои 7 екипи. Се отвара и прашањето дали може да се очекува други тимови да ги пополнат местата во Суперлигата. Простор има, но повторно во прашање е исполнување на критериумите. Вајлд картата изнесува 40.000 евра. Истата не може да се добие преку ноќ, бидејќи за неа одлучува управниот одбор на Федерацијата. И овој тим ќе мора да ги исполни истите услови како и останатите, да има минимален буџет од 100.000 евра за играчи, како и да ги исполни сите останати основни услови за функционирање на највисоко ниво. Во меѓувреме, кошаркарскиот вице-шампион на Македонија, Маџари, вчера експресно реагираше дека во целост се подмирени сите финансиски обврски кон Федерацијата. Со овој чекор, Маџари очекува да бидат отстранети сите пречки за добивање на потребната надпреварувачка лиценца за елитниот кошаркарски ранг. Тие дополнува дека е испратена и апликација за учество во АБА-2 лигата и според нив, доцнењето во подмирувањето на обврските било резултат во технички проблем со службениот имејл на клубот, како и периодот на летни одмори, што предизвикал доцнење во комуникацијата и реализацијата на плаќањата. Пелистер доби солидна група во Европската ракометна лига. Германскиот Гумерсбах, шпанската Ла Риоха и полскиот Вибжеже Гдајнск се атрактивни, но и противници кои може да се совладаат. Македонскиот ракометен вице-првак Еврофарм Пелистер ќе игра во групната фаза на Европската лига на ЕХФ, која ќе стартува за 2 месеци. Зелените од Битола се сместени во групата Г, каде ќе играат заедно со екипите на Гумерсбах и Ла Риоха, представници на најсилните лиги во Европа, Германија и Шпанија, како и екипата на Вибжеже Гдајнск од Полска. Европската лига започнува во септември со нов формат, кој се очекува да донесе уште повеќе возбудувања на ракометните терени низ 5 фази. Групна фаза, плейоф, осмина финале, четвртфинале и Final Four турнир. Вкупно 32 екипи играат во групната фаза во 6 кола од 29 септември до 2 декември. Првопласираните и второпласираните екипи од секоја група ќе обезбедат место во плейофот, каде што ќе им се приклучат третопласираните и четвртопласираните екипи од групната фаза на Лигата на шампионите. Вкупно 28 екипи ќе играат во плейофот, кој ќе се игра во 2 надпревари, дома и гости. Првите надпревари се закажани за 9 и 16 февруари 2027, а реваншите ќе се играат на 23 февруари и 2 март 2027. Победниците од секој плейоф двомеч, заедно со петтопласираните клубови од главната рунда на Лигата на шампионите, ќе обезбедат пласман во осмина финалето, каде што првите надпревари ќе се играат на 23 март, а реваншите на 30 март 2027 година. 8 екипи ќе се пласираат во четвртфиналето, кое ќе се игра на 20, односно 21 април, а реваншите на 27 и 28 април 2027. А кулминација на сезоната ќе се случи на 22 и 23 мај, кога 4 преостанати екипи ќе настапат на завршниот турнир во борба за шампионскиот трофеј. Избраниците на Лино Червар
ќе отворат на домашен терен против шпанската La Rioja на 29 односно 30 септември, а групниот сегмент ќе го завршат на 1 декември и тоа повторно во Битола против екипата на Вибжеже Гдањск. И за крај, временската прогноза. Променливо облачно со сончеви периоди. Ке има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ке дува слаб до умерен, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Во западните делови ке дува слаб до умерен, повремено засилен западен ветер. Температурата ке се движи до 32 степени. Почитувани гледачи, тоа беше се во овој централен дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер.